Ќе почнеме на почетокот со еден цитат од Елен Вајт на кој што би сакал да обрнеме посебно внимание, значи внимателно да го послушаме. Цитатот се наоѓа во Христови параболи, книгата Христови параболи. Само момент. И гласи вака. Секому ќе му биде судено според неговите дела. Тој е првиот дел од цитатот. Ова е повеќе од јасно. Секому ќе му биде судено според неговите дела. Втората реченица од цитатот. Нашиот карактер се открива преку она што го правиме. Или нашиот карактер се открива преку делата. И третата реченица. Делата покажуваат дали нашата вера е вистинска. Значи, ќе ни се суди според делата, по делата се открива нашиот карактер и делата се тие кои што покажуваат дали нашата вера е вистинска. Како во случајот на Аврам, конечно се покажа токму на Морија дека неговата вера беше вистинска и со право е наречен татко на верата. Сега, јас некако се уште сум под импресии на Марија Магдалена. Се сеќавате, неколку теми веќе одржавме. И сега денеска сакам да го погледнеме незиното дело, она огромно дело кое што таа го направи во Витанија, во домот на лепрозниот Симон, наспроти учениците, буквално сите ученици, вклучувајќи го тука и Симон. Зошто? Затоа што делото кое што таа го направила било пофалено од страната на Исус Христос, а било така жестоко критикувано од сите останати. Не само од Јуда. Јуда бил оној кој што водел во таа критика. Меѓутоа сите други се сложиле со таа негова критика. Читаме во Марко 14 глава 6 стих. Значи, го има овој случај во сите Евангелија, меѓутоа го читам од Марко. Марко 14:6. Но Исус рече, значи откако почнале да мрмлаат, што е ова растурање, па можеше ова миро да се продаде, па да се нахранат стотици сиромашни. Сегавате 300 денари, тоа беше сума која што ние сметавме. Како ја сметавме минатиот пат некаде? Да, цела година, ама да речеме еве дека е, кога прочитав деновиве дека таа онаа просечна плата во Македонија веќе стигнала до тие фамозни 500 евра, кои што нели ги ветуваа уште пред 5 години. За 5 години стигнавме до 500 евра, окей. За другите 5 години може ќе стигнеме до 600, не знам. Како и да е. 500 евра нека е просечна плата. Годишно колку би заработиле? 6000 евра. Значи, еве нека е 6000 евра. Од 6000 евра, знаете ли колку сиромашни може да се нахранат? Колку многу богати може. Да. Но Исус вели, оставете ја на мира, зошто и досадувате со други зборови? Таа направи добро дело на мене. Ова го потенцирам, добро дело. Во 8 стих додава уште нешто многу силно, така ни се вика денешната тема. Таа направи што можеше. Значи, темата носи наслов направи што можеше. И, нели, кажува, го помаза пред време моето тело за погребение, иако таа немала поим дека ќе се случи наскоро негово погребение. Значи, таа направи што можеше. Таа направи добро дело на мене. Сега, да се запрашаме, кога секој од нас би правил што може за Господа, знаете ли каков ефект би имало тоа? И како брзо би се завршило делото и Господ Исус би дошол. Нели, вели таму, ние треба не само да бидеме чекатели, ние треба да го забрзаме Христовото доаѓање. А тој чека, тој е трпелив, чека на сите, ако можно сите да се покајат и да се спасат, затоа што не сака ниту еден да биде загубен. Значи, што би постигнале ако сите правиме што можеме?
Нели, ова не подразбира дека сите ќе бидеме некои суперхерои, не знам, сите ќе мисионираме во Африка или не знам кај. Не, секој во својот делокруг, што вели сестра Елен Вајт. Секаде, секој во својот комшилук, на своето работно место и така натаму, просторот кај што се движи, секој од нас има некое занимање, не е секој повикан во Божјата служба. Меѓутоа, сите ние можеме да направиме многу за Господа. Сега, од горе наведениот цитат, ако секому ќе му биде судено според делата, ако нашиот карактер се открива токму преку она што ние го правиме, преку делата, и според она што го правиме се открива каква е нашата вера, тогаш можеме ли да кажеме дека линијата која што разделува околу прашањето кој ќе биде спасен, а кој нема да биде спасен, е токму од она што го правиме. Че ова не е легализам, нема да стане збор за легализам. Меѓутоа, во Библијата имате многу примери за тоа, кои што буквално, значи, Господ подцртува една црта и вели, овие што ова го прават ќе бидат спасени, овие што ова не го прават нема да бидат спасени. Па најдобриот пример во 25 глава Матеј, често пати, знам, сестра Олгица го цитира тој пример, че ги дели на две групи, на овци од десната страна и на јарци од левата страна. По што ги дели, овие од десната страна вика ме напоија, ме нахранија, ме посетија и така натаму. Дали тие прашуваат, па кога те посети? Па, сите на овие мали, кога им направивте, кога им дадовте чаша вода, баш утринските стигови си со тој наслов, значи религијата на чаша вода, така гласа. Она практична религија, кој што секој може секој може да подаде чаша ладна вода, да освижи некого и така натаму. Тие тоа го правија и тие ќе бидат спасени. Меѓутоа, оние кои што тоа не го правија, не правејќи го тоа, не му го правија на Господа, ќе бидат изгубени. Че еве еден екватантен пример кој што го имаме баш во 25 глава Матеј. И внимавајте сега, суштината не е само во тоа дали правиме или не правиме, туку и зошто нешто правиме. Многу се битни мотивите, побудите, зошто нешто правиме. А факт е дека она што го правиш е резултат на она што си. Океј, ти можеш да глумиш, меѓутоа ќе видиме подолу и како, значи, кои се тие добри дела. Еве, делото на Марија е квалификувано како добро дело. Со кои побуди се добрите дела? Ако си ја примил Божјата љубов, да речеме, ако ја имаш Божјата љубов, еве, Марија, незиното дело, заклучивме од минатиот пат, било чисто од љубов направено. Зато нема никаква калкулација кај неа. Го истурила цело тоа миро, не размислувала воопшто што се ќе потроши целата незина заштета. 6.000 евра, кажете ги. Меѓутоа, ако сте ја примил Божјата љубов, не може да бидеш пасивен. Значи, невозможно е. Ако тврдиш дека го любиш Бога, не може да не правиш ништо за Него. Невозможно. Ако е така, ако си пасивен, тогаш треба да се прашаш дали таа љубов, за која што може би тврдиш дека ја имаш, дали е вистинска. Иако никој од нас не би можел да потврди. Но еве делото на Марија, рековме од чиста љубов. А што да кажеме за критиката која што била упатена до неа? Која била мотивацијата за оваа критика? Еве, спомнавме малку. Ке читаме во Марко 14 глава, значи 4 и 5 стих. Вели, а некои негодуваа, значи пред Исус да ја пофали Марија, незиното дело, негодуваа, вели некои, не говорејќи меѓу себе, зошто се растура така мирото? Имено мирото можеше да биде продадено за повеќе од 300 денари и да им се даде на сиромасите. И негодуваа против неа заради ова. Учениците, сите што биле тука насобрани, негодуваат против незиното дело. Сега, рековме дека во ова предначало, ја можам да кажам дека ги подбуцнал, како и многу пати, читате во Копнежот на вековите, Елен Вајт кажува за Јуда, колку често пати тој бил тој кој што ги буцкал учениците. Затоа што едноставно поинаку гледал на мисијата Христова, поинаку ги гледал работите, едноставно си гледал со телесни очи човекот. И не само тој, па и сите ученици. Во Јован 12 глава, 5 и 6 стих читаме,
Ја читаме сега реакцијата на Јуда. Истите зборови. Зошто мирово не е продадено за 300 денари за да бидат раздадени на сиромасите? А која е била побудата? 6 стих. Тоа не го рече дека се грижеше за бедните. Пазите, јавно кажува какви пари, па ово можеше да, знаете колку сиромашни да помогнеме. Ама, тоа не го рече затоа што се грижеше за бедните, туку зашто беше крадец, кај него беше ковчежето и земаше од она што пуштаа во него. Видете, Јуда, еден од 12. И сега видите во копнежот што, како Елен Вајд коментира. Делото на Марија, кој што нели Исус ќе го квалификува како добро дело, како нешто што направила се што можела, буквално, било во толку воочлива спротивност со неговата себичност, што се усрамил, Јуда се усрамил. Знаел, свесен бил, па како не е свесен, колку пати бркнал тамо, веројатно, и си трошил тамо за своји потреби. И сега ја гледа Марија, и тоа, знаете како што вели Библијата, како жар на главата да му ставила буквално со таа своја постапка. И на него и на сите, поготово на него. И тој се усрмил од таа постапка и според својот обичај се обидел да му припише вредна побуда на својот приговор против незиниот дар. И затоа го рекол тоа, свртувајќи се кон учениците, прашал, зошто мирово не се прода за 300 денари и не им се раздадени сиромасите. Го мачи совеста, ама сега човекот да тргне барем делота, значи тој жар од главата, што кажал? Јавно кажал, бе, ова може да се прода на сиромасите. Зошто да се растура во купари? Во мирото, нели? Значи, од една страна гледаме Марија, а нели на таа негова реакција реагираат потоа и останатите. Значи, ја подбуснало на работата, а сите други реагираат. Па да, се служуваат точно, ја критикуваат Марија и незиното дело, а незиното дело е добро дело. Исус го квалификува како добро дело и реков и минатиот пат. Значи, кога те води љубовта, ти правиш се што можеш, затоа што те води љубовта, Божјата љубов. И можеш да се соочиш со критики од другите. Меѓутоа, баш те гајле, продолжи понатаму, затоа што знаеш што те води и зошто го правиш нештото. Може ке реагира другите затоа што се посрамени од твоето дело и како и да е, продолжи понатаму. Значи, Марија прави дело, зад која мотивацијата е чиста љубов, доека кај Јуда гледаме чиста себичност. На Јуда му е битно у ковчежето да има повише пари, затоа што на тој начин ќе има повише за него, а не за сиромасите или за делото или за било што. Значи, делото на Марија е од чиста љубов, но има тука и уште еден детаљ, многу битен, кој што го спомнавме во една од минатите мои теми околу Марија Магдалена. Што е рекол на крајот Исус, откако ги простил гревовите? Знаете, тоа е во Лука 7 глава. Значи, не сите евангелија ги опфаќаат сите делови, но во Лука 7 глава 50 стих, нели, откако се сеќавате околу на парабола кој што му е кажувал на Симона, за да му текне дека тоа е поголемиот грешник и така натаму. Исус јавно кажува дека и ги простува гревовите, нели, тие ја сметале сите за голема грешница, меѓутоа Исус и ги простил, колку и да биле тие гревови, нели, изгонил дори и 7 демони од неа. На жената и вели во 50 стих во Лука 7 глава, твојата вера те спаси, оди си со мир. Че верата не спасува. Уште една потврда. Уште една библиска потврда од устата на Исуса. Твојата вера те спаси, оди си со мир. Галатјаните 5.6 кажува дека верата која што действува, односно работи преку љубовта, тоа е она што е вредно. Не вика обрезание или необрезание, не крштевање, не документи, не крштеница, како што читавме. Не, туку верата која што работи преку љубовта, тоа е таа жива вера и таа дава резултати. Тука ги имате тие добри дела. Вера која што действува преку љубовта. А таа ја имала, таа ја примила љубовта од Исуса, видовме минатиот пат како? Како се родила таа љубов? Како ја примила таа љубов?
Па преку прошката, значи. Кому повеќе му е простено, повеќе љуби. Затоа што сватила дека е голема грешница. Мислам, премногу јасно е било дека е таква. Сега, за мнозина од нас нема да е проблем околу спасението кога зборуваме, нели, делата, по делата ќе ни се суди, нема да е проблем тоа што не правиме зло. Туку проблем е тоа што знаеме за доброто, а не го правиме. Сме пасивни. Значи, што фали? Фали или вера, или па онаа љубов. Златната равенка е вера, действува преку љубов и тогаш го имате вистинскиот резултат. Со тоа, нели, покажуваме дека веројатно немаме љубов. Не е можно, како што реков, да ја имате љубовта, да сте толку мрзливи во правењето на добро, на добри дела. Не е можно. И може би ова е болеста на Лаодикеја. Каде што имате мноштво на луѓе, каде што повеќето, голем процент, не прават зло. Тие го држат законот, под наводници сега. Не крадат, не лажат, ова, она, ама не прават ништо добро. Тука е проблемот. Не мрдадат со прст, што велиме. Исаија 1 глава, 16 и 17 стих. Видите како Исаија, што ни вели Исаија овде, односно Господ преку него. Исаија 1 глава, 16 и 17 стих. Послушайте ја избори. Измејте се, очистете се, отстранете ги од пред моите очи нечестните дела, престанете да правите зло. Да, тоа е пораката до секој од нас. И тоа е факт. Треба да се оттргнеме, да ги оттргнеме од нас сите нечестни дела. Отстранете ги, вели, од пред моите очи нечестните дела. Престанете да правите зло. Ама не е тука точката. Туку 17 стих вели, продолжува, учете се на добри дела. Че не само да не правите зло, туку и да правите добри дела. Учете се на добри дела. Стремете се кон правдата. Притекнете му на помош на угнетуваниот, помогнете му на сирачето до правдата, заземете се за вдовицата и тука може да редиме добри дела. Разноразни добри дела. Па и Јаков во своето послание, Јаков 2 глава, баш кај што се зборува за живата вера, со кои зборови ни се обреќа таму? Господ преку Јаков, полубратот Исусов. 2 глава, Јаков 14 до 17. Каква е ползата, браќа мои, ако некој рече дека има вера, а нема дела? Може ли верата да го спаси? Нели? Исус што и вели на Марија, твојата вера те спаси. Ама која вера, каква вера покажа Марија? Жива вера. Незиното дело беше оквалификувано како добро дело. Нешто што направи се што можеше. Затоа што тоа беше поттикнато од чиста љубов. Каква е ползата, браќа мои, ако некој рече дека има вера, а нема дела? Може ли верата да го спаси? Ако некој брат или сестра се голи без секојдневната храна, па некој од вас им рече, одете си со мир, стоплете си, наситете се, ќе ви даде некој тамо друг, а не им даде она што им е потребно за телото, каква е ползата? Така и верата, ако нема дела, мртва е сама по себе. Пак таков некој пример ни дава, како што читавме во Исаија. Значи, практично, нешто од практичниот секојдневен живот, буквално. Нешто што секој може да го направи. Значи, не бара Господ чуда од нас, ба нити тоа Марија што го направила било некое чудо, ама било од чиста љубов. Значи, за верата да биде ставена во погон потребна е љубовта. И како што нагласивме погоре, проблемот на пасивност е проблем, голем проблем, иако знаеме за доброто. Јаков 4.17, повторно Јаков, ама сега во 4 глава 17 стих, оној познат стих. Значи, ние се задржуваме на 10 заповеди и велиме, а не кради, не крадам, ништо не сум украл, не лажи, не лажам. Јаков 4.17 вели, и така, кој знае да прави добро, а не го прави, што? Греф му е. Не кради, не крадам. Ама ако имаш 10, а он нема ич, па дај му едно, 2, што и да е тоа.
Не само да не крадеш, туку и дај, сподели, направи добро дело. Ако кој знае да прави добро, него прави греф му е. Уште на самиот почеток Господ никогаш не сакал Адам и Ева да дознаат што е зло. Човештвото воопшто не сакал Господ да знае што е зло. Меѓутоа, ете, паднале во греф. И затоа вели, како што читав во Исаија, отстранете ги од вашиот живот сите зли дела, ама сега учете се и правете добро. И вакви примери имате во секојдневниот живот X. Пример, еве, најбанален, ви враќаат кусур на каса повеќе од колку што треба. Како реагирате? Го славите Бога? Фала му на Бога. Или ќе се вратите и ќе исправите работата? Најчесто може да се случи она спротивното, односно да ви вратат помалку, тоаш малку е тешко, како ќе се докажете сега. Требало пред касата тука одма сметка, знаете, кај сега, може си ги ставил у джеп и така. Меѓутоа, овој пример мене ми се случило неколку пати. Значи, ви враќаат повеќе и сега, супер. Фала му на Бога, еве, Господ ми враќа некој дел. Не, треба да дойдете да го исправите тоа. И X примери вакви има. Сега да отворим во Матеј 23 глава, оваа глава е позната по тоа што ги имаме книжниците и фарисеите, значи Исус им држи тука еден говор, го опишува нивниот карактер и всушност на тапет се нивните мотиви. Целата оваа глава се спомнуваат примери на правење добро, ама од погрешни мотиви. Сега и тука тоа е битно, значи го нагласивме. Добро дело е она кога е од мотив, од љубов, од чиста љубов, како кај Марија Магдалена. А ви може да направите добро дело, ама од погрешни мотиви. Од корис некоја лично било. Значи, имате некоја пресметка, некоја калкулација. Не. Марија Магдалена, не заборавајте, никаква калкулација немала. Се што било е од благодарност за тоа што Исус го направил кон неа, таа се исполнила со таа божествена љубов и сака да му врати и направила се што можела. Еве 23 стих од 23 глава, како пример, горко вам книжници, фарисеи и лицемери кои давате десеток од нане, копра и кими, значи точни сте, перфектни, од најситните работи делеле десеток, ама го оставивте поважното во законот, правдата, милоста и верата. И сега вели, ова требаше да се прави, да, десеток треба да се дава, ама и она да не се остава, правдата, милоста, верата. Да. Фарисеите го имале тој проблем со втората плоча, значи тие, најверните што можеле да бидат, се молеле тамо по сокаците, по ќошињата, по улиците и така натаму, први седнувале безпрекорни во десеток, ама кога стану збор за ближниот, ништо. Да. Значи, или не правите ништо, сте пасивни, ви недостасува нешто, веројатно љубов, или пак нешто што правите, го правите од погрешни мотиви. Да читаме во 1 Јованово послание, 3 глава, 16 до 19. 1 Јованово 3, 16 до 19. Видите што велат, зборови се премногу јасно. По тоа ја познавме љубовта, што тој го положи својот живот за нас и ние сме должни да ги положиме своите животи за браката. Господ не остави пример. Еве Аврама, повторно ќе го спомнам. Во неговиот собствен живот почувствувал како е тоа. Исус се положи сами од себе си, за и ние да вели должни сме да ги положиме своите животи за браката. А кој има светски блага и го види брата си во немаштина, па го затвори своето срце кон него, како тогаш ќе остане Божјата љубов во него? Стихот е јасен. Нема Божја љубов во срцето на таквиот, кој што гледа дека другиот е во немаштија, а тој нема да му подаде. 18 стих, многу интересен стих. Дечиња мои, да не љубиме со зборови или само со јазик, значи само на уста, туку во дело и вистина. Тоа мора да се види во практичниот живот. 19 стих. По тоа ќе познаеме дека сме од вистината. Ако не е само на јазик, туку се гледа во нашите дела, во нашиот практичен живот. И сега да,
таа љубов, тие компоненти и вера и љубов, туку така не можеме ние да ги имаме, треба да ги добиеме од Господа, треба да ги молиме. Но Филипјаните 2.13 не храбри ни вели Павле, во Филипјаните 2.13, Бог е оној кој действува во вас да сакате и да постапувате според неговата волја. Че Бог е тука да помогне во целиот тој процес. Тоа не значи дека ние одзема слободната волја. Не, ние треба да се сложиме. Но тој действува врз нас, делува, за да ние сакаме и да постапуваме според неговата волја. Бог е тука да помогне. Секако таа љубов ние по природа ја немаме. И Марија ја немала. Марија ја добила. Како резултат на таа нејзина благодарност за тоа што Господ ги простил гревовите. И сега, околу еден друг момент во Библијата, каде што јасно Библијата ни кажува, спомнува дела на законот, а од друга страна спомнува добри дела. Какво беше делото на Марија? Добро дело. Тука е тој момент кај што, нели, многу пати сме зборували, меѓутоа еве да прочитаме неколку стихови. Ефесјаните 2 глава, 8 и 9 стих. Тука е целото Евангелие, многу јасно. Тука не може никој да сгреши како се спасуваме, кај им е местото на делата, кај е местото на верата. Зошто по благодат сте спасени, преку верата. И тоа не е од вас самите, тоа е Божи дар. Внимавајте. Не е од вас самите. Што можел Аврам да направи за да го добие детето? Па бил мртов. Органите му биле мртви. Ништо. Тоа е поклон, чист поклон. Требало да верува само, да се потпре на ветувањето. Значи, не е од вас самите, тоа е Божји дар. Спасението е Божи дар. Не е од делата, за да не се фали некој. Кога вели не е од вас самите и вели не е од делата, што сака да каже? Од вашите дела. Не е од тоа што ќе го правите сами од себе. Тие дела што ги правите сами од себе не се добри дела. Исус не ги го квалификува како добри дела. И сега вели во 10 стих, имено негово дело сме создадени во Христа Исуса за добри дела. Сега ние сме создадени за добри дела. Создадени се за да правиме добри дела, да правиме добрини на луѓето. Океј, така биле создадени Адам и Ева, па паднале во грев, па сега сме ресоздадени преку Евангелието. Господ повторно не создава, прави нови личности од нас за добри дела, кои што вели Бог ги подготви однапред за да живееме во нив. Значи, ова се добрите дела, кои што Бог ги прави преку нас. Не оние дела што ние ги правиме сами од себе. Нема никаква пофалба, не може никој да се пофали да рече Господе, еве, јас направив ова и она, не знам, толку книги поделив, не знам, толку оброци поделив денеска, не знам, на сиромашни нова, нона, и еве, јас сум тука, јас сум спасен. Не. Ниједно такво дело што е од нас самите. Ако е побудата од љубов, од чиста љубов, која што доаѓа од Господа, тогаш е добро дело. Ама тоа е резултат на верата која што делува преку љубовта. Тоа се тие добри дела. Тоа се резултат на верата плюс љубовта. А не од нас самите. Кратко кажано, дела на законот, која се спомнува дела на законот, дури сега ќе ги спомнам, иако тоа се гледаше и во овие стихови што ги прочитавме, се делата кои што ние ги правиме лично за наше, демек ќе се спасиме преку нив. Римјаните 3 глава 27 и 28. Повторно фалењето е во фокусот и во овој стих. Римјаните 3 глава 27 и 28. И така, каде е фалењето? Исклучено е. Според кој закон? Според законот на делата ли? Не, туку според законот на верата. Фалењето се исклучува. Зошто? Затоа што нема дела, нема наши дела. Нема. И така ние заклучуваме дека човекот се оправдува преку верата без делата на законот. Ние не можеме да се оправдаме преку нашите дела, оно што го правиме сами од себе. Не можеме. Треба да го заборавиме. Или еве Галатјаните 2.16. Исто јасен стих.
Но бидејќи знаеме дека човекот не се оправдува од делата на законот, значи им нагласува Павле, вели, знаеме, познато ни е дека човекот не се оправдува од делата на законот, туку само преку верата на Исуса Христа, и ние поверувавме во Христа Исуса за да се оправдаме од верата во Христа, а не од делата на законот. Зашто од делата на законот нема да се оправда ниту еден човек. Видите колку дефинитивно кажува, само преку вера, и вели, од делата на законот ниту еден човек нема да се оправда. Појасно, здрави, значи, ни нагласува неколку пати за да ни се вреже во умот. Значи, тоа се дела на законот, тоа е она што ние го правиме сами од себе. Без тие компоненти вера плюс љубов. И сега кога сме кај добрите дела, зошто Исус го квалификува како добро дело, еве ви неколку стихови кај што се спомнуваат добри дела, да видиме во која конотација се. Значи, во Марко 14:6 се велеше, Исус се обраќа на Марија Магдалена, односно им се обраќа на учениците, им вели, оставете ја, зошто и досадувате? Таа направи добро дело на мене. Ајде сега да видиме во Матеј 5 глава, 14 до 16. Вие сте, вели, светлина на светот. Град кој лежи на рид не може да се скрие. Ниту се пали светило за да се стави под житно мерило, туку на светилник, и им свети на сите кои се во куќата. Така нека свети вашата светлина пред луѓето. Сега е интересно овде. Ние треба да сме, вие сте светлина на светот, вели. Меѓутоа, која е светлината? Всушност е Исус. Зошто вели вие? Зошто вели вашата светлина да свети пред луѓето? Еве, дава одговор по тоа. За да ги видат вашите добри дела, пак вели вашите добри дела, и да го прослават вашиот татко кој е во небесата. Па ви се молам, за да преку моето добро дело се прослави Господ на небесата. Што значи тоа? Дека тоа дело е негово, не е мое. Тој го прави преку мене. Преку мое дело можам ја да се прославам. Меѓутоа, ако вели да ги видат вашите добри дела, значи луѓето да ги видат, вие сте светлина на светот. Во Исаија многу добро кажува, значи тамо стани, нека засветли славата Божја на тебе, значи тоа е таа славата Божја која што светли преку нас, и тогаш луѓето ќе ги видат вашите добри дела, кои што всушност Бог ги прави преку нас, и така ќе биде прославен Отецот. Затоа што тие се добрите дела. Затоа што тој ви дал вера, тој ви ја дал и својата љубов, и вера плюс љубов ги носи тие добри дела. Тоа се негови дела. Тука нема ништо наше. Или еве во Дела 9 глава 36 стих се спомнува Тавита. Многу убав извештај за неа се дава овде, значи, или Срна во превод. А во Јопија беше една ученичка по име Тавита, што преведено на елински значи Срна. Таа беше полна со добри дела и милостини што ги правеше. Знаеме што правила со облеката? Да, плетела и давала. Но тоа биле добри дела поттикнати од чиста љубов, исто како и Марија Магдалена. Интересно како жените, вака тука, ни се како најдобар пример, може би за добри дела, не знам, така и отскокнуваат на неколку места. Прво послание до Тимотеј, 2 глава, 9 и 10. Еве повторно за жените. Прво послание до Тимотеј, 2 глава, 9 и 10. Исто така и жените да се украсуваат со пристојна облека, скромно и предпазливо, не со плетенки и злато, или со бисери, или со скапоцени облеки. Сето тоа е нешто што е надвршно. Но што? Туку со добри дела да се украсуваат. Како што им прилега на жените кои што исповедаат дека се побожни. Значи, дали жена, дали маж, на жена или маж кој што е побожен, што му прилега? Му прилега да биде облечен во добри дела. Како што вели стихот. Да живее исполнет живот со добри дела, кај што прави добрини насекаде. Прави се што може. Тоа е вистинската побожност. Прво послание до Тимотеј 6 глава 17 до 19. Вчера ги читавме овие стихови во контекст на онаа парабола со богатиот, нели, кој што му родила многу нивата, голем берикет, па рекол, ај амбарот ќе осрушам, ќе направам поголем и уживај душо
за многу години јади, пи, весели се. Што вели овде Павле во прво послание до Тимотеј, 6 глава 17 до 19? Заповедај им на богатите на овој свет. Сега пораки до богатите и до секој од нас. Меѓутоа еве, оние кои што имаат вишок на средства, да кажеме. Да не бидат горделиви и да не се надеваат на непостојаното богатство. Тоа денес го има, утре може да го нема. Молците ќе го изедат, како беше, рѓата ќе. Туку во живиот Бог да се надеваат, кој ни дава изобилно се за наслада. Значи, на крајот на криштата, надевај се на Господ, зашто Господ ти го дал тоа што го имаш. И се 18-тиот, да прават добро, да бидат богати во добри дела. Да бидат дарежливи и заедничари, да собират за себе благо како основа за еднината, за да зграбат вистински живот. Еве што значи да собирате богатство за на небо. Правете добри дела од чиста љубов. На тој начин собирате богатство за на небото. Евреите 10 глава, 23 до 25 е убава порака исто за ова последно време. Пазите, ова е порака за последното време. Време во кое што љубовта се олади, зашто заради мноштво на греови, љубовта се лади во црквите. Но која е пораката? Елен Вајд вели тамо, може би ќе треба да собираме љубов од ладнотијата на другите, знаете. Да се затоплуваме со љубов од ладнотијата на другите. Тоа е како да го свати човек, не знам, меѓутоа што вели. Да го одржиме непоколебливо исповедањето на нашата надеж, зашто е верен оној кој ветил. И да внимаваме на тоа да се поттикнуваме еден со друг кон љубов и добри дела. Еве го. Еве го рецептот. Љубов и добри дела. Тоа оди заедно. Поттикнувајте се еден со друг кон љубов и добри дела. Да не ги напуштаме своите собранија, меѓу другото е порака за последно време, како што некои имаат обичај, тука се да се бодриме еден друг и тоа дотолку повеќе доколку гледаме дека наближува денот. Да не ги напуштаме собранијата и црквите и да, ако сте веќе тука, да се поттикнуваме на љубов и добри дела. Тоа е она вистинското. Значи, еве, го спомнавме делото на Марија, од тука всушност поттекна ова цела тема, кое што Исус го квалификува како добро дело, како нешто што таа направила се што можела. Видовме кои се добрите дела, видовме која е мотивацијата, вистинската мотивација за некое добро дело, и само така може да биде добро дело. Видовме кои се дела на законот, а кои се добри дела, споредба направивме. Може да заклучиме дека добрите дела доаѓаат од љубовта, а ако љубовта е во срцето, тогаш ќе сторите се што можете. Нема помалку. Ќе сторите се што можете. Господ направил се што можел за нас. Па што повеќе од тоа? Го дал и својот еден роден син. Што читавме во 1 Јованово? Ако јас го положив животот за вас, тогаш и вие сте должни да го положите животот за својот брат. И пазите, во Римјаните вели 5 глава, тој умре, тој го даде својот син, уште ние доека бевме грешници. За добар, вели, некој ќе се најде можеби да умре. Па и такви нема, тешко. Ама за вакви, олоши како нас. Ама тој се најде, тој умре заради нас, за да не спаси. Тоа беше дело на чистата Божја љубов. И такви дела, такви добри дела, ќе произведе таа љубов и во нашите животи. Што да кажеме за Матеј 22 глава од 36 до 40, кај што Исус ги сублимира двете заповеди на законот. Учителе, која е големата заповед во законот, го прашуваат, а тој вели: љуби го Господа твојот Бог со сето свое срце, со сета своја душа и со сета твоја мисла. На кој начин може да го држиме вака законот? Еве, ние никако не можеме. Ама баш и оноа не можеме, словото да го држиме, не убивај, не лажи, не кради, не. И тоа не може да го држиме со своја сила. На кој начин ќе го држиме законот? Со тоа што ќе го љубиме Господа, ама со сето свое срце, без задршка, без ништо да тргнеме настрана. Па ако ја имаме таа божествена љубов.
Или, ако сакате, ако законот е запишан тука во срцето. Ако се исполнил новиот завет во нашиот живот, тогаш ја имаме таа љубов и тогаш го држиме законот и го любиме Господа од сето срце. И со сета своја душа, сета своја мисла. Тоа е првата заповед, а втората е люби го ближниот како себе си. И на тие две заповеди вели висат сиот закони пророците, целата тогаш позната Библија, сака да каже Исус. Се заснова на тоа. Люби го Бога со сето срце и люби го ближниот како самиот себе. И Галатјаните има убави стихови, 6 глава, 9 и 10. Да ги послушаме овие стихови. 6 глава, 9 и 10. Галатјаните. Зошто вели овде да не бидеме уморни да правиме добро? Знаете, некојаш ви дошло такво нешто, може би. Сте направиле се што сте можеле во некоја ситуација. И сега, окей, ја не дискутирам околу тоа кои биле побудите, што, како секој од нас треба да се испита. Еве сте направиле некојаш во некоја ситуација се што сте можеле. Се што сте можеле за Бога. И за возврат сте добиле, не знам што, нешто што не сте очекувале, може би критики или не знам, еве како Марија Магдалена. И сте се уморили, сте рекле, доста е веќе, не можам. Ама што вели овде? Да не бидеме уморни да правиме добро. Зашто ќе жнееме во право време ако не се умориме. Па да ја прашам, ако ја имате таа вистинска љубов, што направила Марија? Се што можела. И вие сте направиле нешто, еве, се што сте можеле. Прашање дали сте направиле се што сте можеле и сте се умориле. Не сте направиле се што сте можеле. Можете уште. Ви возвратиле на тој начин? Ако е љубовта кај вас, повторно ќе возвратите со љубов. Не можете поинако едноставно. Па, да ја прашаме, Исус дојде, го заковаа на крст и почнаа да го плука, да викаат, ајде спаси се, ајде ваков, ајде таков, не знам. Убаво му зборуваа нешто, имаше он некоја надеж, виде надеж, ако не беше разбойникот од десно, не знам, тешко ќе видеше некоја надеж, надежни спасени во таа толпа. И што? Па доста ми е преку глава, ќе се симнеше од крстот и ќе се отидеш. И што ќе беше со нас? Ама не е тоа. Тоа е вистинската љубов. Значи, оди до крај, прави се што може. И ако мислите дека сте направили некој се што сте можеле, па сте квакнале, што велам ја, сте се уморили, сте рекле, сте се разочарале, па не можеме веќе. Значи, не ме разбираат едноставно. Не сте направили се што сте можеле. Продолжите во истата сила. Барете од Бога сила. Затоа, вели 10 стих, доека имаме време да им правиме добро на сите, без исклучок. А најмногу на кој? На оние кои припаѓаат на нашето семејство по вера. На браќата и сестрите. Најмногу. Тие треба да бидат на прво место, затоа што ние со нив делиме многу што? Верата. Направи што можеш. Ако е од љубов, нема се умориш. Да, може би тоа ќе се одрази на твоето здравје, на нешто ќе има, може. Ама немој да се уморуваш, затоа што ќе жнееш во право време, што вели стихот. Предај му се на Господа и тогаш нема да бидеш шкрт во добрите дела. Знаете, ние најчисто колку што може помалку, најмалку ако може. Не. Ако ја примиш, ако ја имаш таа љубов во себе, тогаш ќе направиш се што можеш, како Марија Магдалена. И тогаш тоа дело Исус ќе го квалификува како добро дело. Нека Господ ни помогне да живееме и да се богатиме во добри дела преку кои што не се спасуваме, ама тие се одраз на нашата вистинска вера и на љубовта која што ја имаме ако ја имаме. Нека му е слава нему. Амин.